Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Денеска ќе зборуваме за гениталните тумори, поточно за бенигните и малигни промени на женските репродуктивни органи кои што можат да се јават на било кој дел. Кои симптоми ги предизвикуваат, како се диагностицираат и лекуваат? Ќе ја запрашаме доктор Ирина Андонова, специјалист по гинекологија и акушерство во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламниот блок. Останете на Телма. За гениталните карциноми во денешната Телма амбуланта зборуваме со доктор Ирина Андонова, специјалист по гинекологија и акушерство во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре дојдовте повторно во студиото на Телма. Добро ве најдов. Јас овде во Телма секогаш ми е пријатно со вас. Навистина ми е драго. Дали туморите може да се јават на кој било дел од женските репродуктивни органи? Апсолутно. Бидејќи најчесто кога зборуваме на овие теми се фокусираме на карциномот на грлото на матката. Па се фокусираме на него поради тоа што цело време превенцијата е удрана односно на него, со идејата дека тоа што можеме да го превенираме не би требало да се јавува. Кога имаме алатка нешто да спречиме, тогаш можеме да действуваме и тоа да го спречиме. Меѓутоа, тоа што кажавте, они се јавуваат на секој дел од човечкото тело, па поради тоа на секој дел од гениталниот орган, и жената, нели, и мажот се јавуваат и бенигни и малигни тумори или било какви инфламаторни и други промени. Се јавуваат ли тумори во интимната регија, кај вулвата, надворешните апсолутно генитални дека се јавуваат, делови? можеби не се толку опфатени, не се зборува толку често за нив, меѓутоа многу често знае да пациентките било каква промена на вулва, на интимна регија, нели, да ги доведе всушност кај гинеколог. Оно што е добро како за све она што можеме да го видиме, тоа што они можат да ги забележат. Тоа значи дека они не треба да чекаат, односно туморите да се развиваат подолго време, како на пример ако зборуваме понатаму за тумори на јајник, за да се детектираат, него ова многу едноставно нели се забележува. Како обично изгледаат тие промени? Зависи за што станува збор. Значи ако зборуваме за карцином на пример на вулва, тоа е релативно ретко заболување, кое што се јавува обично кај многу повозрасни пациентки и жени, и некаде во 70% исто така асоцирано со хуман папилома вирус, како што е карциномот на грлото на матката, што значи дека имаат тука некаде иста епигенеза. А доколку се јават, да речеме, брадавици, ги сметате тие за туморозни промени? Да, брадавиците се туморозни промени, меѓутоа се нели инфективни туморозни промени, предизвикани исто така од хуман папилома вирус, само можеби од различен тип на хуман папилома вирус, кој што е ниско ризичен и кој што ги дава брадавиците. И сега да се надоврзам на ова ваше прашање, всушност да, точно, тие се најчестите, може да кажам, гинеколошки промени кои што се наоѓаат на вулвата на жената. И сега она што друго се срекавам доста често, не станува збор за тумор, станува збор за кожни промени, поради тоа што кои што се среќаваат и во дерматологијата, па тука некаде гинекологијата се среќава со дерматологијата и се среќаваат обично на жени кои што влегуваат во постменопауза, се карактеризираат, ги спомнувам поради тоа што многу често знаат да дојдат пациентки кои што претходно сами себе си дома се третираат со одредени креми за габични инфекции, кои што не помагаат, дури може да ја влошат ситуацијата која што ја имаат. И се карактеризираат со сфрап, со чешање, со екскоријација, односно каде што е очешањето самата кожа, со црвенило, со проблеми при мокрење во зависност на кое место на вулвата се наоѓаат. И обично се јавуваат можеби поинтензивно чешање кога пациентката ќе се легне. Тоа се всушност кожни промени кои што потребно да се биопсираат, за да кажеме дека станува збор за кожна промена, и на кое што терапијата не е всушност оној крем кој што скоро сите пациентки дома го ставаат, него треба да се смени со некој друг крем кој што е еден вид на, односно кој што е кортикостероид, кој што е всушност потентен или доста јак кортикостероид кој што ќе им помогне и многу ќе им ги олесни тегобите. Јас излегов малку од темата, меѓутоа ова беше некој апел за пациентките. Но јас имам пациентките. едно прашање кое е поврзано со жените во менопауза, кога им се јавува сувост всушност во интимната регија, понекогаш употребуваат и креми кои што содржат во себе хормони. Добро.
естроген, прогестерон, не знам точно што содржат Не, во себе. тоа се креми кои што содржат естрогенски креми, кои што содржат некое ниско ниво на естрогени. Идејата на што ги пласираме овие креми вагинално, не даваме системска естрогенска терапија, е тоа што некаде околу 90% оваа крема ќе делува локално, односно ќе се фати на естрогенски рецептори на клетките кои што се наоѓаат во вагината и ќе најде ќе им направи да они пораснат, да бујат. Тоа е исто како, например, кога третираат брчки и ставаат одредени нели производи кои што доведуваат до клетките да се множат. Ќе може да спречат појава на ваков сврап, јадеж? Некогаш да, во терапија може да се користат, меѓутоа некогаш е потребно само кортикостероид да се користи. Денеска во последно време во Америка е дозволен одреден лек кој што го знаат можеби пациентките поради тоа што се користи за терапија на рак на дојка, еден вид на модулатор на естрогенски рецептори, кој што може да се користи кај пациентки со малце помалце ризик него кога би земале на пример естрогенски препарати, се уште кај нас го нема, меѓутоа исто така има ефект на оваа сувост која што ме прашавте или на пример на диспаренија, односно болни сексуални односи и слично. А носи ли ризик фактор употребата на крем со кој што во себе содржи хормон или пак спирали се понекогаш се стават кои што исто така испуштаат хормони? Дали се тие ризик фактор? Идејата на спиралата кога ја ставаме е сосема различна од кремата што ја ставаме која што содржи естроген. Но содржат и двете естроген. Прашањето беше дали просто морозните промени имаат некаков ефект. Спиралата содржи прогестерон, друг тип. Значи него содржи естрогенот, кој што е доминантен во прва фаза на менструалниот циклус, него туку содржи прогестерон, чија што идеја на низено поставување е да не дозволи прекомерен нараст на клетките на слузницата на матката и со тоа да не дојде до обично тие пациентки патат од обилни, продолжени и регуларни менструални крварења кои што се поврзани на пример со одредена анемија, кои што треба да ја субституираат со железо. Меѓутоа, за овие другите креми, тие се естрогенски креми кои што ние начинот на кој што ги дозираме, не ги дозираме на пример да се ставаат секоја вечер. Обично ги дозираме на пример да се ставаат еднаш неделно или кога ќе се постигне задоволителен ефект, онда ги даваме како доза на одржување. И не значи дека бесконачно дека жената е во менопауза ќе треба да се користи. Исто така, одно што тие помагаат. Сега ни се отвори оваа тема во почетокот на емисијата и ќе продолжиме понатаму, помагаат на еден генитоуринарен синдром кој што се јавува кај пациентките кои што се во менопауза, кои што освен сувост, болни односи, имаат проблеми со мокрење, многу често знаат да направат чести уринарни инфекции, така да сето ова као еден заеднички комплекс нели на уринарниот и на гениталниот систем. Значи можеме да го третираме неволното испуштање на урината, што исто така и зачестен проблем. Зависи од кој тип станува збор, одредени типови на неволно испуштање на урина може да се решат само со оперативен зафат, има одредени типови кои што можеме да ги третираме со лекови, зависи од кој тип на инконтиненција станува збор. Ајде да продолжиме со она што исто така е релативно честа диагноза, миом на матка. Дали е тоа тумор? Да, тоа станува збор за бенигни тумори кои што настануваат од мускулните клетки кои што се наоѓаат во матката. Значи од еден тип на клетки од кои што е изградена самата матка, доста чести. Претпоставувам дека скоро секоја четврта жена или можеби се најчести еден од најчестите проблеми кои што пациентките исто така ги носи на лекар поради тоа што или се имаат проблеми од нив или пак доаѓаат на пример на 6 месеци за да го пратат нивниот раст. На кои делови од матката обично се развиваат? Значи, они може да се најдат секаде, може да се најдат на надворешната страна од матката, може да бидат во зидот на самата матка, дури може да бидат и во внатрешната страна на матката. Пред некој ден имавме случај кај нас пациентка која што се наоѓаше од внатрешна страна на матката, меѓутоа со текот на времето, покрај тоа што бил во матката, он почнал да излегува преку од матката и преку вагината, така да она кога дојде веќе на преглед, туморот се наоѓаше надвор од матката, односно во вагината, поврзан со одредена петелка, значи да не спатите дека се поредил целиот па го немаше, меѓутоа со една одредена петелка која што му овозможува циркулација за да остане витален вакво во вагината, која што заврши со оперативен зафат. Може ли да бидат многу мали миомите и да не може прават да бидат различна проблем? големина, може да бидат многу мали да прават проблем, може да бидат многу големи да не прават проблем. Тоа значи големината нема некоја
улога? Па начално не, меѓутоа ако се симптомите. преголеми, па ќе прават обструкција на останатите без оглед ако пациентката нема обилни менструални крварења и тоа секако дека и големината има влијание, меѓутоа прашањето беше дали малите можат да направат проблем, не само големите. Големите претпоставуваат сите дека нели прават проблем. Малите можат да направат проблем ако се наоѓаат внатре на матката, односно да излегуваат кон слузницата на матката. Проблемот би биле едни обилни продолжени менструални крварења во најголем број на случаи, кои што кога пациентката ке рече јас ева овој пат на пример или оваа менструација толку многу искрварев и тие се пациентки кои што се често анемични. Значи цело време вие ги супституирате со железо, меѓутоа никако не можете да го надополните тоа што пациентката всушност го губи. Да, и сега тука има неколку решења на овој проблем. Една е спиралата која што ние спомнавме на почетокот, во зависност секако од желбите на пациентките, од тоа дали она остварила репродукција или не остварила репродукција и во зависност од тоа се и самите насоки на однос на третмана. Значи една е спирала ако пациентката остварила репродукција, па не сака никаков третман понатаму, онда можеме да ја поставиме која што трае 5 години, би требало да се намалат или сосема да исчезнат менструалните крварења и со тоа автоматски ние го лечиме, ја лечиме и анемијата. Така, дефицитот на железо. Дефицитот на железо. Меѓутоа ако пациентката на пример сака да остане бремена, имаме некој миом кој што се наоѓа внатре во шуплината на матката, онда сега имаме метода на избор, тоа е хистероскопија, каде што со камера всушност влегуваме внатре во шуплината на матката, гледаме точно каде се наоѓа нели миомот и со одредени инструменти ние него го отстрануваме самиот тој без да има рез, односно ужиљак на самата матка, нели на незиниот зид, со што возможуваме да матката остане интактна, односно цела и да многу побрзо пациентката може да обствари репродукција ако тоа е интенцијата на пациентката и возраста секако. Покрај обилните крварења, кои други симптоми се поврзани со миомите? Па вака, со миомите може да има болка, во зависност од тоа колку е снабден, колку е циркулацијата, доколку настане обструкција во циркулацијата, може да настане изумирање на одредени делови или некроза на ткивата да даде болка. Меѓутоа, многу често може да даде симптоми кои што се од околните органи. Значи, може да нема симптоми, меѓутоа да рече пациентката еве на пример јас последниве, не знам, 6 месеци многу тешко излегувам по голема нужда. Или јас многу често доколку се наоѓа на предниот зид и притиска на бешика, онда може да рече знаете јас многу често одам во тоалет, многу често има потреба за мокрење. Има потреба и осеќам дека и кога ќе отидам во тоалет не сум целосно испразната. Понекогаш овие миоми, како што ви обяснав, дека може да бидат на петелка внатре во матката, може да бидат на петелка и надвор од матката. Значи може да дадат јака болка поради тоа што петелката може да се, не викаме торквира, тоа значи да се сврти околу својата оска. Кога ќе се сврти со крвните садови кои што се наоѓаат во неа, они ќе се затворат. И автоматски со тоа целата циркулација или она што го храни е прекинат. Нели како со папчината врвца, нели? Од прилика сега за да го доловам како тоа изгледа на нашите во тој момент миомот изумира миомот тогаш? Па да, му треба време за некрозата која што прави, меѓутоа тоа не е, знаете како он прави некроза, прави инфламација која што не е инфективна, меѓутоа прави воспалителен процес кој што дава болка, кој што дава реакција со покачени одредени параметри и треба итна реакција. Така да ги вклучиме гледачите во денешната Телма амбуланта, почитувани од овој момент емисијата е контактна, добре дојдени се вашите јавувања и вашите прашања. А може ли да не дават миомите никакви симптоми? Жената да има и повеќе миоми, па дури некој поголеми, а да не е свесна за тоа? Апсолутно, може да не дадат никакви симптоми и да она ги открие кога ќе отиде на гинеколог или понекогаш се случајува пациентки кои што се во постменопауза, кога очекуваме дека миомите веќе ќе се исушат, нели, ќе се намалат со својата големина и кои што ни до тогаш на пример не знаеле ако направиме ултразвук дека можеби во текот на репродуктивниот период имале миоми со самото тоа што немале проблеми или пак па и ретко иделе на гинеколог. Во тој случај, речеме, ќе советувате да се отстрани ако и во постменопауза се уште присутен? Дали тој миом расте или стагнира. Вие ќе закажате пациентката да дојде, ако е нешто сомнително, не знам, за 3 месеци или за 6 месеци на контрола, за да видиме дали тој миом расте или стои како што е, или пак се намалува. Доколку стои како што е или се намалува, тогаш нема никаква потреба да правиме операција. А што се тоа полипи на матка? Полипите се исто така
бенигни промени во најголем број на случаи, кои што всушност растат од слузницата на матката. Они растат од слузницата на матката, може да достигнат димензија од сантим од 2 различни и кои што всушност во моментот кога пациентката има менструација, тој дел од слузницата на матката не се одлупува, односно останува внатре и со текот на времето расте. Во најголем број случаи, како што реков, они се бенигни, некаде 99% од случаите, меѓутоа на некогаш поради тоа што кај нив има гландуларни клетки, односно жлездани клетки, жлездан епител јастане. Знае да направи промени како што знае да направат промени жлезданиот епител на слузницата на матката, односно да даде некои преканцерози или некогаш да има и аденокарцином, односно во самиот тој полип. И во најголем број случаи полипите исто како миомите внатре кои што се наоѓаат во матката се отстрануваат хистероскопски од причина што го гледат и сакате да отстраните петелката поради тоа што знаат многу често да рецидивираат. Повторно да се јава. Доколку на пример тоа место вие го отстраните полипот, меѓутоа остане некоја клетка или остане дел од петелката на кој што он расте или петелката е широка, ако се отстрани со една слепа киретажа, значи без да се влезе со камера, тогаш може тој полип повторно да се појави и да направи повторно проблем. Во најголем број случаи дава обилни менструални крварења или дава некои продолжени менструални крварења, односно пациентките знаат да кажат дека од кога ќе заврши менструацијата, она има уште неколку денови после тоа некое оскудно крварење кое што знае да трае. И сега е многу битно за полипите во кој период од животот, како за све друго, нели, во гинекологијата, во кој период од животот ги откриваме, доколку станува за репродуктивен период или пациентката сака да остане бремена, во најголем број случаи ние претпоставуваме дека овие полипи ќе направат проблем за пациентката да остане бремена. Доколку станува збор за менопауза, зависи од големината на полипот кој што го гледаме и зависи од тоа колку всушност ние ултразвучно, кога ја гледаме пациентката, сме сигурни дека станува збор за полип од причина што секое здебелување на слузницата на матката кај постменопауза, кај жени кои што немаат веќе менструација, бара диагностика. Поради тоа што тука може да се крие и нешто друго. Да. Ќе вклучиме еден гледач во емисијата. Добар ден за него. Добар ден. Прашање до докторката. Ако може да ми објасни нешто повеќе за миом во бременност. Значи, јас сум 29 недела моментално. Имам 29 рековте, така? Молам? 29 недела рековте? Так, моментално 29 недела. Бременоста ја почнав со 2 малечки, не се малечки, 2 миоми на преден зид, двата. Сега после прием на прогестеронска терапија се зголемија на 8 сантими. И болки добив огромни, препорака ми беше да абортирам. Потом болките ми се смирија по прекинот на терапијата. Сега дали може тоа да влијат нешто на плодот? Самиот миом дали може да влијат некако на плодот да му наштети? Тоа ми беше прашањето, затоа што сега моментално пак имам како тврднување на стомакот, болки, при колку се во моментот, еве јас да ве прекинам сега, колку се во моментот големи, знаете ли каде се наоѓаат? Двата ми се на преден зид, едниот близу дешика и позади на заден зид исто, едниот од 7 сантиметри, а најголемиот од 8 ми е на преден зид. Сакате да кажете тоа се 3 миома? 4 имам поголеми и уште од терапијата уште 2-3 малечки во исто времено, значи тоа во рок од месец дена сите ми треба. Значи секоја бременост кога пациентката има миоми на матката се смета за ризична бременост. Ризична бременост е поради тоа што ние не можеме да претпоставиме како ќе оди или како ќе заврши. Има големи шанси дека можеби ќе треба да направите царски рез во зависност од тоа како ќе се одвива самото породување. Има големи шанси дека можеби ќе треба предвремено да се породите во зависност исто така од тоа како ќе растат или какви проблеми можат да дадат. Понекогаш во зависност они се наоѓаат на тој зид, меѓутоа во зависност дали се на надворешната страна или внатрешната страна на зидот, можат да дадат проблеми со постелката, односно ако постелката се наоѓа залепена за матката на страна, баш на местото каде што се наоѓа миомот, кога ќе почнат контракциите, може да дојде па дури до предвремено одлепување на постелката. Меѓутоа, јас не го кажав се тоа за да ве уплашам. Има бременности кои што имаат миоми, кои што завршуваат
регуларно, односно кои што завршуваат уредно и кои што немаат никакви проблеми. Меѓутоа, сепак некоја предпазливост и можеби породување во терцијарна установа, јас би ви советувала. Терцијарна установа, мислам на клиничка болница. Така, на клиничка болница. Ке вклучим уште еден гледач. Добар ден. Не, си исклучил. Во ред, продолжуваме понатаму. Уште еднаш, значи, да заклучиме дека полипите што се наоѓаат на матката не се исти како полипите што се вуваат на дебелото црево. Не. Воопшто причината се ува страв кога некој ќе слушне полип на матка, првата асоциација е со полип на сега дебело дека црево. Сега дека имате желездест епител, може да има полип. Значи ние не само што ги имаме внатре во матка, може да биде и на цервикалниот канал кој што се гледа кога ќе треба да земете пап тест, обично тој полип излегува и се гледа од цервикалниот канал. Тоа е локално множење и размножување на клетките, односно локална продукција на бенигна промена во најголем број на случаи. Иритансите или нештата, односно етиопатогенезата е различна. Понекогаш, например, на ова што зборуваме за колон, некогаш може да биде таму и генетска, нели? Основа за сето тоа што се јавува. Некои жени велат дека имаат раничка на матката. Што е тоа? За да кажа дека имаат раничка на матката, претпоставувам дека биле на гинеколог кој што направил колпоскопија и каде што на колпоскопски наод видел некоја промена која што за поедноставно да им ја долови на жените и се вели дека станува збор за раничка на грлото на матката. Тоа е всушност промена која што е предизвикана од HPV вирус, која што е значи преканцероза. Може да биде, не значи дека е преканцероза, некогаш може да биде промена која што е предизвикана од HPV вирус, некогаш може да станува збор за било каква друга инфективна промена, а некогаш на пример може да биде и само некоја нормална варијација во однос на спојот на двата епитела. Односно, зашто се јава карциномот на грлото на матката? Поради тоа што на тоа место имаме спој на два различни епитела кои што во текот на животот на жената е динамичен. Тоа значи дека ако например таму нонстоп се случуваат делби на клетки и нонстоп се случуваат промени. Поради тоа тој дел е најосетлив на било каков агенс кој што ќе делува за да направи некои абнормални промени или абнормални клетки. Така да во најголем број случаи е точно предизвикано од хуман папилома вирус и понекогаш како раничка може да го вербализираат докторите и она што е како што го знаат пациентките како цене 1, 2 или 3, доколку е видливо или со колпоскоп или пак дури и со гол око. Уште еден гледач, доктор, ќе вклучиме во денешната Тилма амбуланта. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Да ме повртите со докторката, ќе ве молам. Еве, во програма сте, можете да поставите прашање. Можам сега да дискутирам? Да, во програма сте, ве слушаме. Ве слушаме во студиото одлично. Само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Или рака сега, ќе ве молам. Така. Направена е колоноскопија до цекум. Цревото микроскопски. Значи, намалите го тонот на телевизорот, за да можеме да комуницираме дали направена колпоскопија или колоноскопија. Колпоскопијата од цекум, цревото микроскопски уредно, спастичен и толка сигмоиден колон. Така, јас се извинувам што ќе ве прекинам. Два полипа со димензија 5 до 6 мм. Што би значило тоа на дебело црево? Сега, за тоа би требало да се консултирате со гастроентеролог. Денешната докторка е гинеколог. Так. Да, кој што би ви дал прав одговор или пак со тој кој што ја правил колоноскопијата. Може со него да се консултирате поради тоа што он бил на лице место и ја видел промената. Така. Докторката нешто претходно збореше за полипи, не може да ми каже? Но за полипи на матка зборувавме, не зборувавме за полипи на дебело црево. И всушност беше појаснато дека тоа се сосема различни состојби. Така, ви благодарам во секој случај за вклучувањето. Ние наскоро ќе имаме емисија во која што ќе биде поканет доктор кој што ќе ви даде појаснување и од оваа област, односно од областот на гастрологијата, односно стомачните болести. Го споменавте ракот на грлото на матката. Често се зборува за оваа состојба. Дали
ова малигна промена секогаш настанува како последица од ХПВ инфекција или пак може да стои некоја друга причина? Сега вака, ние велиме 99%, 1% е за оние каде што всушност не е докажано, меѓутоа денеска начално во медицинските кругови се смета дека мора да постои, односно да била некоја ХПВ инфекција која што индуцирала промени за да настане рак на грлото на матката. И веќе кажам дека 1% можеби не се знае причината. Тоа е и причина всушност зошто денеска во светот сака да има идеја да се заедно со ПАП тестот како скрининг метода за да ние докажеме дека постои карцином на грлото на матката се користи ХПВ типизација. Со ХПВ типизацијата всушност ќе го фатиме, нели ќе го докажеме дали постои ХПВ вирус, меѓутоа во исто време ќе докажеме и кој тип и можеби во која количина тој ХПВ вирус постои кај пациентката. Така да знаејќи етиопатогенезата, знаејќи го долгиот развој на карциномот на грлото на матката, препораките во гинекологијата во однос на скрининг методите во последните години некако се разликуваат. Се разликуваат со тоа што меѓу другото и Светската здравствена организација сака да го воведе сака да ја воведе ХПВ типизацијата како скрининг метода, која што како примарна скрининг метода. Претпоставувам дека и по нашите телевизии ми се чини дека јас го гледав сето тоа, дека зборуваат моите колеги. Како примарна метода, меѓутоа не од 21 годишна возраст до 30, од причина што тогаш е многу честа ХПВ инфекција, дека имаме многу лажно позитивни наоди и преголема, односно ќе направиме поголеми диагностички можеби процедури или терапии кои што нема да бидат потребни, пошто очекуваме дека голем дел од тие пациентки кои што ќе бидат ХПВ позитивни ќе станат ХПВ негативни, односно нивниот имунитет ќе го победи. Да, и сега тука ми беше зборот дека всушност ХПВ типизацијата би требало да се воведе некаде од 30 годишна возраст за повозрастните жени и она што е друго интересно е тоа што на пример доколку е негативна, нејзиниот размак може да биде некаде на 5 години. Или доколку пациентката не сака да се скенира само со со ХПВ типизација, онда тука станува збори за ПАП тестот, кој што ние златна алатка, нели, кој што одамна го имаме и го користиме успешно со години, кој што сега во зависност од тоа каков ќе биде резултатот кој што ќе го добиеме, можеме да го продолжиме, не мора да биде на година дена, како што беше цело време до сега, можеме растојанието да го зголемиме. Уште 20 гледачи очекуваат вклучување во денешната Телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Овака, ја само што се вклучив, можете повторам некое прашање, али ќе ве прашам. Сакам да знам. Овака, ќерка ми има диагностициран миом. Добра. Околу 4,5 сантими. 32 години има. И првото прашање е како влијае тоа на гравидитетот. И околу миомот, ако може да ми кажете. И што е разликата меѓу раничка и миом? Тоа ме интересира, затоа што имам... А дали знаете точно каде е лоциран миомот, да не случајно имате таква информација, на кој зид од матката или не знаете? Не, толку не детали. Вашата ќерка нема остварено репродукција, претпоставувам. Не, нема до сега, тек треба да има, затоа сака како ќе влија на гравидитетот тоа. Така, добро. И уште нешто, раничка и миом, што е разлика? Дали има голема разлика околу раничка, затоа што имам пример за една пријателка која беше помлада, 25-30 години и диагностицира раничка и на крај, за жал, почина на 50 години од генитални проблеми. Добро. Тоа сакам да ми објасните. Благодарам многу. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторке. Во однос на миомот, на првото прашање, големината од 4 сантими зависи исто така и каде точно е позициониран миомот, односно каде се наоѓа на матката. Доколку прави деструкција на внатрешната шуплина на матката, да, може да има проблеми со забременување или проблеми со задржување на бременост. Меѓутоа, ако станува збор за некој миом кој што се наоѓа на надворешната страна на матката, може да нема никаков проблем за останување за остварување на бременост. Сега имавме претходно гледач кој што не се јави, кој што рече дека има 4 миоми. И тоа прилично големи. Прилично големи, кои што сега се наоѓа нели во 29-та гестацијска недела. Како и да ќе треба да се направи проценка, односно ултразвучна проценка за да се види дали тој миом може да има некои реперкусии или не. И она што е друго основно е дали пациентката се обидува да остане бремена или не се обидува. Дали она се обидува па не може да остане бремена кога ќе треба да се бара причината зошто е, дали е само миомот или постои некое друго. Или пак ова е само прашање како нели
засекиран Како родител, не или засегнат засегнат родител за својата керка. Доколку прави проблем, има решение да се, ако се Доколку отстрани? прави проблем, може да се направи миомектомија, да се отстрани, во зависност од неговата позиција, може да се отстрани со хистероскопија, може да се отстрани со лапароскопија, некогаш може и со класична метода. Секако зависи точно каде се наоѓа миомот и дали е само еден. Значи може да има и повеќе. Може да има и не се повеќе. забележат Оно веднаш на прегледот. Што е друго исто така битно е тоа што некогаш ќе се устрани, меѓутоа знае повторно да се јави. Да се врати. Знае да се врати повторно од причина што најверојатно постои некоја генетска основа кај тие пациентки да се појави повторно. Така да некогаш ние им советуваме на пациентките да можеби е добро пред самата желба за репродукција да го отстрани миомот за да не дадеме доволно простор или доволно време за да се појави повторно да се јави, за да го имаме повторно истиот проблем. А во однос на второто прашање? Во однос на второто прашање, тоа е сосема нешто различно. Значи, раничка е тоа на грлото на матката, тој дел кој што, кога ќе се стави вагинален спекулум, се гледа овакво на матката и станува збор за промена која што може да биде преканцероза или да доведе до карцином, меѓутоа некој станува збори за промена која што може да биде предизвикана од одредени инфективни причини или агенции. Она е достапна за диагностика и достапна за терапија, значи, без некој, без да се прави, например, на почетокот зборувам, кога ние имаме јасно дека, например, е цинеден или дека не е ништо во однос на диспластични промени на грлото на матката, може да се третира со различни агенции и тоа преку вагина без операција. Ќе вклучим уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, да слушаме и го очекуваме вашето прашање. Поздрав и до вас. Поздрав до вас. Да се представам, возрастна сум 68 години. Така. Втор пат одам на кератажа затоа што имам полипи на матка. Редовно одам на гинеколошки прегледи, имам свој матичен гинеколог, пап тест ми се прави уредно, анализите по извршената кератажа која е правена на ГАК се во ред. Значи не е ништо. Меѓутоа, не сакам јас носно да одам, има пред 5 години кератажа и оваа година. За да се отстранат полипите. Што би ми препорачала докторката во мој случај да преземам? Да, јас би ви препорачала да направите хистероскопија ако веќе има полип кој што треба да се отстрани. Однаш со хистероскопија би била правата метода за да не ги правите овие, тоа што зборував дека некојаш може со кератажа да не се извадат или да се повторат. Значи со кератажата не се вади всушност кератажата работите на слепо. Работите на осет. Како ќе помине керитата низ шуплината на матката и на тој начин го вадите. Објаснете ни што е кератажа. Всушност, тоа се одредени инструменти преку со кои што влегувате внатре во матката и чија што идеја на тие инструменти или она што го правите всушност гребете. Добро. И сега ви имате... е ова другото? Се извинувам. Да. Еве сега ќе ви појасниме која е разликата. Значи ова другото е да влезете се влегува со камера, тоа е инструмент кој што има камера, се влегува со камера во шуплината на матката и вие го гледате. Разбирате, не треба да работите на слепо. Вие точно гледате каде се наоѓа полипот. А дали се работи под анестезија? Да, како што се работи кератажата под анестезија, претпоставувам така ви е работена и ова се работи со иста таква анестезија. Значи процедурата е тука некаде максимум нека биде до пола сат. Не е нешто подолго, можеби да биде исто време трајање како што е и самата кератажа, со тоа што на тој начин, поготово кај вас, пошто сте во постменопауза и нема хормони, би го решиле проблемот. Благодарам, поздрав. Ви благодарам и вам за вклучувањето во денешната телмамбуланта. Ние продолжуваме понатаму со карциномот на грлото на матката, односно со промените што ги предизвикува HPV вирусот. До таму стигнавме. Значи најнапред има преканцерози и споминавте дека треба години за да се развие карцином и затоа се прават тие превентивни прегледи да се утврди доколку има некаква промена, да се преземат одредени мерки. Сега кога има промена, од што зависи дали таа сама од себе ќе се повлече или пак ќе дојде или ќе се одлучите да направите некаков запад? Зависи од кој степен е промената која што ќе ја видите, зависи од кој степен е.
Ако ви е степенот, например, ако станува збор за дисплазија медиокрис, односно од втори или од трети степен цин, или оди понатаму, да, цин 1, јас сега зборувам, цин 1, цин 2 и цин 3. Ако станува збор за цин 2 и цин 3, онда знаете дека би требало нешто да превземете поради тоа што студиите кои што се направи, пошто ние медицината работиме на докази, ние работиме на наше внатрешно чувство. Така да сите студии кои што се направени укажуваат дека најверојатно таа цин 2 е многу неверојатно дека сам ќе се повлечи. Има случаи, меѓутоа би требало тука да аплицираме нешто или да направиме некоја терапија, некој третман за да може пациентката да ослободиме или да од тој цин 2 кој што или да го излекуваме тој цин 2 или цин 3 кој што го има. И цин 3? И цин 3 исто така. Значи тука е разликата помеѓу цин 1 и цин 2 што ќе правиме понатаму. Ако станува збор за цин 1 ќе направиме нели биопсија и можеби можеме да таа пациентка ја пратиме за да видиме или да дадеме некоја супортивна терапија за да видиме имунитет. Да, за имунитет за да видиме како всушност ќе се развива понатаму поради тоа што знаеме дека голем број од цин 1 лезиите се реверзибилни. Значи не прогресираат понатаму може да се нормализира, да се врати во нормала. Значи дека пациентката може да се врати во нормала и после тоа ние закажуваме за одредени прегледи во текот нели на година, дена, на две за да видиме дали пациентката ќе се повлече тоа што го има или ќе прогресира. Ако прогресира, онда веднаш понатаму делуваме. Имаме уште еден гледач. Да му дадеме предност. Да. Добар ден. Ало. Добар ден, ве слушаме во програма. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам, се работи за 59 годишна возраст сум. Пред 3 години комплетно пред 6 години комплетно завршена менопауза се. Пред 3 години инцидентно некои крварења, оскудни, ама ми се појавува. Така. Отидов на лекар, наводно надворешно, па предпоставка механичка повреда и заради сигурност правев и биопсија. Биопсијата е комплетно уредна, нема ништо. Матичен гинеколог редовно, принципијална сум годишен контроли, лубрипил крем и предпоставка сувост, старост на кожа на ткивото. Меѓутоа има многу нелагодност и проблеми при мокрењето. Тоа е. А само да ве прашам, на што направивте биопсија? Тоа ми е надворешно крварењето. На вулва сте направила надворешно биопсија. И што излезе биопсијата? Нема ништо, ништо. Дори на приватно ги однесов пробите да се направат. Ми беше напишано проверени се 2 пати, се повторени, ради сигурност нема ништо. Така, добро. Ви благодарам за вклучувањето. Во која насока би оделе вашите совети во овој случај? Па јас би сакала да видам промената. А, вие сакате да видите промената? Да, јас би сакала да видам промената, да го видам резултатот всушност за што станува збор, пошто најверојатно нешто би требало да напишат на сето тоа што го имаат. Може да станува збор за она на почетокот на емисијата што го зборувавме. Значи можеби би помогнал или естрогенски крем или би помогнала кортикостероиден крем. Меѓутоа сето тоа би требало да се види. Јас мислам дека има решение за незините проблеми, само би требало да се обрати, да. Так, за еден преглед. За еден преглед, да. Ке продолжиме со ениците, докторке. Многу често можеме да слушнеме во медиумите дека бил отстранет огромен тумор. Дури кој што тежел неколку килограми. Па како може толку големи тумори да се развијат на ениците и при тоа жената да не реагира толку време? Па некогаш јас се прашувам, морам да ви кажам, како може толку големи. Зарем не создава никакви проблеми? Па зголемување на келажата, сигурно има тежина во стомакот кај пациентката. Понекогаш можеби пациентката е обезна или смета дека во тој период се поправила многу. Сега јас, значи може да биде и таква причина за зашто пациентката не се обратила на лекар. Понекогаш има пациентки кои што се плашат од дијагнозата која што ќе ми ја кажете, се плашат да дојдат на лекар. Сега мојот совет во однос на таквите пациентки, пошто се среќавам понекогаш со нив, е дека побаво е да дознаете порано, него да дознаете покасно, дека се ќе дознаете, секако ќе дознаете. Така да е побаво кога самата промена или самиот тумор или без оглед за што да станува збор или било која болест да ја фатите од почеток, него на крај, пошто ако она почнала нема да ве избегне. Нема да помине така. А дават ли некакви симптоми туморите на ениците?
Кога се во почетна фаза? Значи, како туморите на јајниците, еве и карциномот на јајникот е еден од после дојката е најсмртоносен кај популацијата баш од тоа што кај жените баш од причината што симптомите се релативно касно. Поради тоа што во абдоминалната шуплина има простор да може да расте и да се зголемува. Така да кога ќе порасне до одредени димензии дава симптоми, обично во вид на нелагодност, промени во однос на обстепација или диареја, промени во однос на мокрењето, може да даде болка лумбална, односно болка во кичмата. Понекогаш во зависност ако се хормонално активни, може да дадат и промени на менструалниот циклус или може да дадат појава на влакна. Пошто има различни видови. Тоа е најкомплексна, најразлична група на тумори кои што се јавуваат на јајниците од причина што имаат различен епител, различни клетки, односно различни ткива кои што се наоѓаат таму. Она што најчесто се среќава и со што доаѓаат пациентките се оние функционални цисти кои што ги викаме и кои што викаат пациентките мене ми прсна. Нели јас имав цисти и ми прсна. Да, тоа се функционални цисти кои што се формираат во зависност од менструалниот циклус. Некогаш ги велиме фоликулински, односно се формираат од фоликул, односно од местото каде што всушност треба да излезе јајната клетка. И тоа нема да прсне, претпоставувам? Не, тоа ќе прсне, само му треба одредено време за да прсне, или некогаш се формираат во втората половина на циклусот, односно од жолтото тело или корпус лутеум, кога тој секогаш постои нели корпус лутеум, меѓутоа некогаш може он цистично да се промени, да достигне димензии 5 или 6 сантиметри, кои што по добивање на менструација знае да го снема. А што доколку не прснат цистите? Па ние ги пратиме. Обично имате ултразвучни критериуми и параметри врз основа на кои претпоставувате каква е цистата. Не можете апсолутно да знаете, нели поради тоа имаме и други анализи кои што ги правиме, меѓутоа во зависност од возраста, во зависност од симптомите, во зависност од фазата на менструалниот циклус кој што пациентката има, во зависност од тоа како на вас на ехо ви изгледа цистата, вие од прилика знаете, може да претпоставите за каков вид на циста или тумор станува збор, врз основа на тоа да кажете на пациентката дека ќе дојде за една или две менструации, да поминат да ја видите или ќе кажете дека чекате сега ние нешто итно треба да направиме, како на пример туморските маркери, за да видиме за што точно станува збор, или ќе направиме компјутер или магнетна малата карлица за да добиеме порано и побрза диагностика. Све зависи од пациентот и од случајот. А што со ние така наречени чоколадни цисти? Тумори ли се тоа? Да, тоа се ендометриоми, односно тоа е ендометриоза, посебна болест во која што всушност клетките од слузницата на матката се наоѓаат на место каде што не треба да се најдат и во овој случај ретроградно преку двете туби стигнале до јајниците. Кога ќе стигнат до јајниците во зависност од циклусот, односно како реагираат клетките кои што се наоѓаат на слузницата на матката, односно слузницата на матката како реагира секој менструален циклус буи па се одљупува, така реагираат и овие клетки кои што се наоѓаат надвор, они не знаат каде се наоѓаат. И поради тоа што они бујат некогаш може да направат цисти, кои што ги велиме чоколадни, поради тоа што содржината внатре има кафена боја. И сега да ви кажам, не само на јајниците, јас имав пациентка која што имаше таква ендометриоза, која што се наоѓаше во вулвата, односно се наоѓаше во на големите усни. Значи може на било кој дел. Некогаш после царски рез може да се најде на абдоминалниот зид. На цревата? Па на цревата да, може да има налепи, во зависност секако од стадиумот на ендометриозата и во најголем број случаи тоа се пациентки кои што се борат со инфертилитет. И кои што, например, може да направат одредени интервенции за да ги нема цистите да направат одредени поопсежни операции, поради тоа што ендометриомот може, не само да има ендометриом, но исто така тој со неговото прскање внатре да направи сраслини или адхезии помеѓу гениталните органи и дигестивните, односно цревата, кои што понатаму нема да има само симптоми од гениталниот систем, него ќе има симптоми и од страна на дигестивниот систем. Доколку е потребно хируршки се отстрани цистата или пак туморот? Од што зависи дали ќе биде отстранет заедно со јајникот или не?
Зависи за тоа за каков тумор нели станува збор. Ако станува збор за циста, за која што сме сигурни дека е циста, но некогаш знаат да се јават, не ги спомнавме, дермоидни цисти или тератоми, се тоа кои што во себе можат да содржат, претпоставувам се некогаш знам да прочитам во весник дека имале циста во која што имало мозок, имало зап, имало коса, тоа се оние дермоидни тумори и овие тумори обично се јавуваат кај млади девојки кои што немаат остварена уште репродукција. Начинот на нивно отстранување е најчесто лапароскопски, односно со поштедување на јајникот и отстранување само на туморот. Меѓутоа, ако станува збор за тумор кој што е поголем, тумор кој што се сомневаме дека не е бениген, него е малиген, тогаш целата операција е многу посложена. Доколку се јави малиген тумор на едниот јајник, дали ќе се преземе нешто и со другиот јајник? Во најголем број случаи се вадат двата јајника и се вади матката. Меѓутоа, значи комплетно се? Комплетно се вадат нели лимфни јазли или се вади на пример дел од одредени други делови од абдоминалната шуплина. Меѓутоа, она што е битно е понекогаш и за каков тип на тумор ние се сомневаме и дали пациентката има остварена репродукција или ако се сомневаме за некој тип на тумор кој што се наоѓа во прв стадиум, пациентката нема остварена репродукција, знаеме дека стапката на преживување на тој тумор на 5-годишно ниво е 90%, тогаш во договор со самата пациентка и со после тоа едно често следење, може да одлучиме да извадиме само да го извадиме само тој овариум или да го извадиме само тој тумор. Можете да замрзнете јајцеклетки од јајник на кој што има тумор кој што е малиген? Зависи колку се останати јајцеклетки на него, меѓутоа во најголем број случаи тогаш би требало да се замрзнат нели од другиот јајник. Аха, од другиот јајник. Од другата страна. Да. Докторке, јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Појаснивте навистина многу работи кога станува збор за гениталните тумори. Добро е да се знае дека може да се јават на било кој дел од репродуктивните органи и на вулвата, но дека со редовни гинеколошки прегледи сето тоа може да се превенира. Или пак не секогаш може да се превенира. Кога станува збор за карцином на јајникот, постои превенција или не? За карцином на јајникот нема официјална превенција, поради тоа што сите студии кои што се направени утврдија дека и CA125 како туморски маркер и ултразвучните прегледи не ја намалуваат смртноста од овој карцином кај жените. И начелно не постои препорака во однос на оваа превенција, меѓутоа тоа не значи дека жената не треба да доаѓа на гинекологот на ултразвучен преглед еднаш годишно. Еднаш во годината? Еднаш годишно ако нема проблеми. Не значи дека ако не се зима пап тест дека она не треба да дојде. Ќе се направи нели ултразвук, може да се дискутира за одредени други проблеми кои што пациентката ги има. До која возраст се прави пап тест? Има потреба на 70, на 80 години, на 60? Зависи нели од возраста, обично некаде над 65 може да се престане да се прави, меѓутоа зависи доколку таа пациентка па на пример ви е претходно оперирана од карцином на грлото на матката, онда ќе сакате да ја пратите. Значи да речеме 65 години, меѓутоа сето тоа понатаму е индивидуално. Типизации на ХПВ би можеле да се прават понатаму? Доколку добиете дека имате ХПВ, претходно го немало. Аха. Нели на пап тестот вие ќе добиете дека имате промени кај пациентка која што има 65 години, која што се сомневаат дека е ХПВ вирус и онда тогаш ќе направите и ХПВ типизација да видите зашто станува збор. Ви благодарам уште една за благодарам. Убавите и конкретни појаснувања на денешната тема. И јас ви благодарам на поканата, која што реков секојаш убаво овде со вас. Докторке, се гледаме во некое следно издание на Телма амбуланта, а со гледачите се гледаме веќе од понеделник. Секој работен ден на Телма заедно учиме за нашето здравје преку овој магазин за здравство Телма амбуланта. Поздрав и ви посакувам убав викенд.